Скопскиот плански регион е во двојна предност на раст во однос на останатите 7. 4 плански региони се со негативен раст на население, а југоисточниот бега од оваа статистика со само 0,1% поен. Овие се само дел од недоследностите кои ги воочиле централните власти, затоа подготвуваат нова стратегија и нов закон за рамномерен регионален раст. Стратешкиот документ ќе го детерминира развојот на планските региони и на државата во наредните 10 години. Работите мора да се менуваат системски, затоа што претходниот стратешки документ за периодот 2009-2019 година не ги даде очекуваните резултати. Според развојниот индекс, Скопје во однос на другите плански региони предничи повеќе од двојно. Од друга страна пак, податоците покажуваат дека расходите по глава на жител во другите плански региони се само 1/3 пониски во однос на Скопскиот плански регион. Во 4 плански региони, Вардарскиот, Источниот, Југозападниот и Опелагонискиот регион, имаме негативна стапка на пораст на населението. Во другите 4 плански региони индексот се движи од 0,1 во југоисточниот, 0,6 во североисточниот, 2,5 во Полошкиот и 4,9 во Скопскиот плански регион. Направената оценка на резултатите од спроведувањето на претходниот стратешки документ покажала дека за 10 години во 8 плански региони биле реализирани 2247 проекти во износ од вкупно 373,8 милиони евра или просечно 166.355 евра по проект. Околу 10% од овие средства се реализирани преку Министерството за локална самоуправа, а другите 90% преку другите ресорни министерства. Во 2017 година до 2019 владата ги дуплираше средствата за рамномерен регионален развој што се реализираат преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Искуството и анализите покажуваат дека насочувањето на јавните инвестиции како единствен механизам за намалување на разликите не дава соодветни резултати. Во овој мандат, како Министерство за локална самоуправа, сакаме работите да ги менуваме со фронтален сет од мерки, кои што во исто време ќе ги намалуваат разликите, но и ќе ги зголемуваат конкурентските предности на секој плански регион. Тоа подразбира пред се доследно почитување на степенот на развиеност на планските региони при распределбата на средствата за капитални инвестиции од сите сектори, од сите министерства. Досега овој принцип го применува единствено Министерството за локална самоуправа. Квалитетот на живење ќе го менуваме со воедначување на стандардот на јавните услуги во сите делови на државата. Училиштата, детските градинки, патиштата, комуналната инфраструктура треба да бидат подеднакво достапни и функционални за сите граѓани. Милевски најави дека во тек е и програмирањето на новиот ИПА програмски период и новите програми за прекогранична соработка со сите соседни земји треба да дадат импулс за рамномерен регионален развој, очекуваат надлежните.